вечер, јас сум Филип Петровски, ова е 6-та епизода, мал јубилеј на Cyber Команда на Infomax YouTube каналот. Значи 6-та епизода, трета сезона, а 4-та епизода од оваа трета сезона. На почетокот сакам да ви се заблагодарам што во се поголем број ја гледате, ја регистрирате, ви се допаѓа, коментирате заедно со мене, ми споделувате ваше мислење за овој нов начин на нашата Cyber Команда. Ќе потсетам, ако ги гледавте претходните 3 епизоди, оваа трета сезона ја почнавме со малку поинаков формат, поинаков стил, усовршивме, значи некое време искрен ќе бидам, го барав форматот што ми одговара, за да ја пренесам пораката да биде визуелно и секако друго блиска до она што го мислам, нели, бидејќи од мисла до визуализација има цел процес, па мислев, односно го барав форматот кој што ќе одговара најмногу за најпластично, најколоритно, најблиску до вас дојде пораката, односно како гледам на македонската реалност, македонската политичка сцена или македонскиот циркус. Ќе се сложите дека е циркус. Кој што би рекол Трамп, мочуриште, да, ова е едно блато мочуриште, каде што во последно време многу пластично, многу видливо, многу лесно забележливо е однесувањето на нашите, не би можел да ги кажам македонски, туку северно македонски политичари, нашата власт, луѓето кои што се обидуваат забрзано и со сила да ви го креираат ново северно-македонскиот идентитет и очигледно сме веќе далеку од изборите во правец на ветувања, не сме далеку терминолошки или временски, неколку месеци само во прашање, но сме далеку од Македонија горда, Македонија повторно твоја и така натаму. Северно Македонија или Северна Македонија или северно-македонски идентитет се први на тацната, од тоа што треба да го сркате, да го консумирате, да подголтнуваме, значи нешто што очигледно било под масата, ако била понудата на маса, горда северна, односно твоја и само твоја, расчистување со криминал и така натаму, под масата било она договарање да се продолжи агендата, да се зацврсни агендата, да се признае Северна Македонија, двојазичноста и се поврзано со обезличувањето на Македонија, кое што се случи во периодот на 7 години владење на СДСМ. Нели, Мицковски е своевременик на тие 7 години, изберен е точно во тие 7 години како председател на ВМРО, некои сега го викаат и ВСМР, исто и ја. И има зашто е тоа така, тоа сте го гледале во други емисии. Значи, он е своевременик, учесник во тие процеси и, иако сака да каже дека бил опозиција, он е соучесник. Значи, од промената на името во тие 7 години, подпишувањето на срамен договор во Преспа, кога Мицковски со неговата тајфа беше на широк сокак дента во Битола, се додавањето на 8 пратеници и зацврснувањето на бројката, односно потполнувањето на бројката која што беше потребна за да се промени уставот. Многумина мислеа дека ќе биде само промена на името, значи од Република Македонија во она што е денеска, но во таа промена, во тој пакет заев нагура, УЧК, ДУИ, албанците, како сакате кажете ги, па и ВСМР, со 8 своји пратеници, нагураа промена на преамбулата, вклучување на Охридскиот рамковен договор како основа за модерната македонска држава, северно македонска, како и во тој пакет дојде и двојазичноста. И сега ја, според новиот модел на илустрирање на овие емисии, ќе ви понудам да видите некои видео исечоци што се говореше тогаш, а што се говори сега, односно да споредиме што било јавно кажувано на членството на горда, повторно твоја Македонија и така натаму, а што всушност денеска добиваме како резултат на промената на власта.
едно брзо засврснување на Северна. Еве земете го само активноста на министерот за внатрешни, кој што пред изборите брзаше да ви нагура што повеќе пасоши со Северна, дури и најави кривична, а не знаеме што стана со тоа, за Спасовски дека издавал пасоши или патни исправи со Република Македонија наслов, а сега истиот тој министер после власта, бидејќи тогаш технички е сега регуларен, брза да ви ги смени возачките дозволи до 31 декември и не знам како е тоа за вас прифатливо, манирот е дека тоа мора да се направи, ама ако не го направите, 100 евра казна ќе имате од 1 јануари. И он ја тестира неговата полиција, сте виделе дека е растрчана полицијата секаде, стопира, зауставува, казнува и така натаму, но не во фул, во целосен притисок. Очигледно, мене ми делува дека е тоа тест за после 31-ви, кога ќе ги зауставуваат сите коли да видат дали имате возачки со Северна и ако немате, ќе си платите 100 евра. Значи, ја не знам како е тоа Македонија повторно горда или Македонија повторно твоја. Требаше, нели, да напишат Северна Македонија повторно горда и Северна Македонија повторно твоја, за да, нели, биде оправдано она што е зборено пред изборите и ова што се дешава сега. Но, како што реков, ја имам доста илустрации во оваа епизода, ми се чини дека се 7 или 8, во кои што во кратки видеа вие ќе можете да видите што е зборувано и што сега се зборува и самите да се орасположите или онерасположите и со така да си ја тестирате поддршката, да видите дали тоа што го поддржавте на овие избори е тоа што го добивате сега или тоа што ќе го добиете после 1 јануари или тоа што ви беше ветувано. Така што предлагам да почнеме, има едни познати ликови вака од милјето комплотот на Мицковски, кои што беа вака со црвени бои у позадина и со многу жестоки и резолутни изјави за двојазичност. Почитувани, парламентарното мнозинство предводено од СДСМ вчера донесе неуставен закон за двојазичност со кој се деградира употребата на македонскиот јазик. Истиот се сведува на ниво на еден од јазиците кои се говорат во Република Македонија. Овој закон е во спротивност со амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. Со овој закон се врши фаворизирање на само една етничка заедница, албанска, додека од друга страна сите други се маргинализираат. Можноста судските, управните, извршните, предистражните, истражните, кривичните, прекршочните, парничните, вонпарничните, за извршување на санкции и другите постапки да се водат на еден од двата јазици ја релативизира официјалноста на македонскиот јазик. Дополнително невозможно е закон кој се носи со апсолутно мнозинство да се усогласува со одредби во закони кои се носат со двотретинско мнозинство. Двојазичност на униформите на полицијата, здравствените работници и пожарникарите ја надминува уставната рамка. Браво. Браво. Патриотски, позадината црвена, лавови, удирање во гради, македонскиот јазик, македонскиот јазик, македонскиот јазик. Имаме уште еден репрезент на на овие фарсични пресконференции, кои што служеле за добивање на гласови, вашите гласови, да се чувствувате горди, па да го послушаме, па после ќе пуштиме денеска што зборат. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Законот за двојазичност, ваков каков што е, не смее да стапи на сила. Лавот. Покрај тоа што е неуставен и неприменлив, истиот ќе направи огромна штета, и политичка и економска. Последиците ќе ги плаќаат сите граѓани на Република Македонија. Последици? Неуставниот закон за двојазичност, кој парламентарното мнозинство, спротивно на забелешките на председателот на државата, експертите и ставот на граѓаните на сила го истурка во собранието, ќе има огромни финансиски импликации врз буџетот на нашата држава. Многу јасно. Неуставен закон,
лошо политичко мнозинство, штета за македонците, штета за државата, економска, политичка, лав у позадина толкав. Или лавови се луѓе. И врз основа на вака граден наратив, они добија поддршка. Поддршката, меѓу другото, значи, дечки, ова што сте го кажувале, сега треба да го смените, треба да го поправите, треба таа штета да ја исправите, односно да направите нешто подобро. Па е да видиме што викате денеска. Дали ќе се укине двојазичност? Во кој смисол да се укине двојазичност? Збунет. Толку е прашањето. Добро. Шо? Нема да го коментираме. Добро. Добро. Имам еден хаштаг, со 2, кај мене на мојот Facebook профил, кој што ве поканувам топло да го запратите. Првиот е по-благопријатен, вториот не е коректен. Едниот е сркајте, вториот е дописи ги, хаштаг. А уште еднаш да го погледнеме. Господинот професор, доктор, братучет, роднина, комшија, лидер, политички бог и све друго што не успеав да го наведам, кој што ги праќаше овие двајца предходно на пресконференциите, да го кажуваат за истото прашање тоа што го кажа. Нив нема да ги повториме, ако нели сакате, вратите емисијата назад. Да го видиме човекот што сега е во можност да ги исправи работите, да ги доведе на права трака, на права основа, како го коментира истото прашање во однос на бутел и кисела вода. Дали ќе се укине двојазичност? Во кој смисол да се укине двојазичност? Толку е прашањето. Добро. Нема да го коментираме. Добро. Добро. Значи, тоа прашање сега не заслужува ни коментирање. Заслужува само презир. Затоа што сега вие сте таму, каде што некојаш беа Заев, Таче, СДСМ и останата, нели, да не ја довршам реченицата. Значи, што била работата? Не бил лош законот. Биле лоши тие што се во фотели, па сега кога вие сте во фотели, законот не е лош. Видете, ова ќе го заокружиме на крај со уште еден прилог. На крај. Не, ќе го заокружиме сега. Односно, темава со двојазичноста и со превртливоста на нашите политичари ќе ја заокружиме вака. Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и керка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. Тука не го болеа колената. Тука не го болеа колената. Приметивте дека е надсинхронизиран, не знам никој го направил, тоа е све на интернет. Надсинхронизиран со Заев. Приметивте некаква разлика? Бога ми, ја не гледам разлика и затоа уште еднаш ќе го пуштам, затоа што уживам во тоа. Ова е некоја што било народна мудрост, поговорка што ги собирал Цепенков, нели, по македонските градови, села и така натаму. Сега сето тоа го имате на еден модерен начин, достапно на секаде по интернет просторот, кој што нели ја покрива ова наша бара, овој наш кал. И народот го има правиот одговор секогаш на тоа кој е сентиментот, кој е чувството и како гледа на овие политички манипулатори кои што буквално се заебават и го шупчат, значи вака дрил му прават во мозокот за нивни потреби. Затоа да поуживаме уште еднаш со ова гениално спојување на ликот и делото на модерниот македонски политички лажов.
Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. смее. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. Знам дека ви е малку тешко да го прифатите тоа дека вакви луѓе, оној со гласот и овој со ликот, може не само да ве измамат, него и да ве влечат за уши, да ве манипулираат и со инсталирање на нивните политички елити да ви го контролираат целосно животот или да бидат директна причина зашто се се иселиле од оваа држава. Вакви луѓе. By the way, овде видовте како паѓа на колена и тоа клизечи на колената и беше на колената јако. Не, тука за потребите на глумата во тој момент и со раце дигнати и ВМРО и Гоце Делчев, Даме Груев, Сандански, све поред, само да седне у фотелјата. За да после истиот овој лик отиде во Вашингтон и ви сервира дека не може да седи во економска класа, туку мора да седи и плати 5000 евра во еден правец, во една насока за карта во прва класа само затоа што го болеле колената. Ако тоа не е бушење у мозок, кој што велам пак, ќе повторам, на добар дел од вас нема да им биде прифатливо, ќе им биде тешко, затоа што само пред неколку месеци друго ви кажува. Не знам, моја е да ви го покажам ова. Ја не инсистирам да не ви се допаѓа. Ако овој човек и оваа глума и оваа нарација ви е допатлива, пак да си гласате за нив. Нема никаков проблем. Јас сепак ќе го задржам правото да ги уредувам моите емисии, моите епизоди на начин на кој што мислам, затоа што ја гледам поинаку на работите. Дали ќе ни исфрлат од НАТО доколку го вратиме името? Нема да ни сфрлат од НАТО доколку го вратиме името. Како ќе го вратиме името? Еве, како ќе го вратиме името? Немате план. Па еве нека ни кажат како ќе го вратиме името, да го вратиме името. Па нели Македонија е повторно твоја? Нели Македонија горда? Ништо од тоа сега нема. Затоа барем да се насмееме. Може би тоа и му одговара на Мицковски. Да се смееме и да се чудиме и да се нервираме самите на себе. Он е таму кај што сакаше да стигне. Кој што рече самиот во интервјуата. Ова беше едно многу интересно интервју. Од ова видео, односно од ова интервју, негово може да се изведат десетици, може би и стотици видеа со вакви комични изјави, каде што се гледа еден цинизам, една омраза кон македонските позиции, едно дистанцирање од потребите на народот и македонските национални интереси, едно манифестирање на ароганција, на елитизам, на гледање надмено и одозгора и така натаму. И затоа, ја и претходно реков, господине професор, доктор, другар, пријател, роднина, прв браточет, втор браточет, македонско политичко чудо од човек, правете само вакви видеа. Затоа што овде конечно се симнати маските и многу добро се гледа која ви е вистинското лице и која ви е вистинската намера. Се надевам дека сега некој од тие што се нервира кога овдека правевме емисии пред изборите и објаснувавме кој сте на вистина вие, кој си на вистина ти како човек, се надевам дека сега малку, нели, не им е пријатно. Но, штетата е направена. Оваа политичка гарнитура беше донесена и сакам ова да остане како едно сведоштво, како една хроника на времето. Беше донесена не затоа што е многу добра,
или е многу различна од другата гарнитура која што беше однесена или симната. Ова гарнитура беше донесена за да десниот политички блок биде покриен, за да предавството, вековно предавство, со промената на името, биде верифицирано и цементирано. И ако сакате, нормализирано. Оти овие не се бунат, ама еве и овие не се бунат, значи покриен е теренот. Истото што се случи во Грција. Го симнаат Ципрас многу порано. Си дојде другата политичка гарнитура, Мицотакис, па и слично име има, Мицотакис. Си дојде, се бунеше, не знам ова, не знам она, ама него дирна, него пипна договорот. И наместо оваа гарнитура, која што доби толку многу поддршка, која што имаше не само поддршка, него и позитивна енергија и едно вистинско патриотско чувство позади пораките, нели, како поддршка на Македонија повторно горда, твоја, моја, наша, важа. И наместо она да се фати на брзинка, до сега веќе ќе го завршија тоа, да го врати уставното име. Они се подсмеваат. Он не ќе ни да разговара. Друго прашање. Како да го вратиме? Па самиот тој говореше, еве сега да не го вадам, да не го додаваме во оваа епизода и тоа. Самиот тој говореше, кој има 2/3, дека ќе го врати. Па еве неговата коалиција е 78. Еве, бара господинот професор и доктор и све друго, да му кажеме како да го врати името. Еве, ја ќе ти кажеме, професоре. Ќе собереш толку колку што е потребно и ќе го вратиш името. Нема да ги собереш. Па пробај барем. Отвори процедура за промена на устав. Излези и кажи, ќе вратам името. Исправи ја неправдата, заради која што беше подржан. И почни го процесот. Убеден сум дека левица ќе ти ги даде гласовите. 78 плюс 6, 84. Еве ја бројката. Твоите албански пријатели може би нема да ти бидат лојални. Тука може да го викаме на помош Муртезани. Па ќе се вратам на процедурата за промена. Многу пати сме кажале, ако има некој кој верува дека албанците некогаш некаде ќе отпеат денес над Македонија се раѓа, тој има сериозни проблеми со перцепцијата на реалноста, бидејќи додека ова држава не ја разбира мултиетничката реалност, туку инсистира на моноетнички македонски државни символи, тоа никогаш нема да се случи. Значи, овој Ричард Гир сега е задолжен да преговара со Европска Унија за влезот на Македонија во Европска Унија. Тоа е само по себе контрадикцио и наджекто, затоа што според неговата изјава, он веројатно не се ни чувства нити како северно македонец, нити како граѓанин на оваа држава, веројатно главата му е голема Албанија. Тоа што е он сега висок државен твој функционер, господине Мицковски, е очигледно проблем зашто мислиш дека не можеш да го враќаш името. Океј, да бидам фер, и ја би мислил како тебе во однос на Ричард Гир. Но имаш други македонски пратеници. Повикај ги другите македонски пратеници. Повикај ги лојалните албанци. Нели албанците викаат дека ги почитуваат македонските национални позиции и дека се како добри сограѓани заедно со нас. Океј, супер. Не викам не. За овој викам не, пошто самиот се изјаснил, како што се изјаснил. Но, еве, повикај ги лојалните албанци да дигнат два прста и да кажат ќе ја вратиме Република Македонија. Почни го барем процесот. Ете, тоа е начинот. Па и да не успееш, што не верувам, мислам дека ќе успееш и ќе бидеш славен, нели тоа сакаш, да си славен, сите да зборат за тебе, позитивно, добро, што до денеска не го оправда со твоето однесување, ама ете, после тоа можеш да го смениш тоа. Па ќе ти биде оправдано паѓањето на колената. Значи, еве бараш начин, еве го начинот. Собери ги сите, јавно, биди маж и кажи го враќаме. И ќе го вратиш.
А и ако не го вратиш, ќе се преброиме, ќе видиме, може ќе бидете 75, 79. Одлично. Со 79 можеш веднаш после тоа да распишеш воредни парламентарни избори и да кажеш дајте ми 87, 2, 5, 90. Да го довршам тоа што го почнав. И ќе ги добиеш и тие. Ете, тоа е начинот. Начинот не е да редите функционери по 2-3 евра плата што имаат. Функционери за ништо, како ние националните координатори, кои што се паралелизам со министри. Владата е таа што ги покрива сите прашања од интерес на граѓаните. Така што потребата од национални координатори е само за вдомување на партиски арамолепци, джаборебари и неработници. Ништо друго. И е тотално неоправдана. И секој еден од тие джаболебари ќе потроши средства за една градинка или реновирање на една школа во еден мандат. Како што реков, ти дури и го тестираше ова. Немој да мислиш дека не сум те фатил што правиш. Добили двотретинско мнозинство за да си ја расшириш владата. Значи, тоа е мнозинството што е потребно за промена на уставното име. Двотретинско мнозинство. Ги собра, дуи, вамо, тамо, лево, десно, алаш вериш, ти направија најголема влада во Македонија, односно во Европа. Значи, ем го тестираше, ем си го оствари својот хир, да своите блиски пријателчиња им дадеш министерства, кои што по ништо и никогаш и никаде не би биле министри, освен во твојата близина. Значи, успеа да го истестираш политичкиот систем и модел на оваа држава, да собереш 2/3 за твоите другарчиња да добијат министерства. Ја велам, пошто бараш во твоето видео, и еве уште еднаш ќе го пуштам. Еве уште еднаш ќе те подсетам, самиот бараш како Дали ќе ни исфрлат од НАТО како да доколку го го вратиш вратиме името. Нема да ни исфрлат од НАТО доколку го вратим името. Како ќе го вратим името? Како ќе го вратим името? Немате план. Па еве нека ни кажат како ќе го вратим името, да го вратим Ја ќе името. ти кажам. Јас ќе ти кажам. Еве ти кажав како да го вратиш името. Ќе го вратиш името како што ги собра пратениците да ти ги гласаат другарите за министри. Е така. Само што наместо за лични интереси, овој пат ќе работиш за интересите на македонскиот народ. Е така ќе го вратиш името. Може? Се разбира дека не смееш. Но еве ја да ти кажам како ќе го вратиш името. И пак ќе кажам, фала ти многу за ова интервју. Да правиш што повеќе вакви интервјуа. И оној Муцунски со рачињата исто. Исто што повеќе интервјуа. Нема веќе на политичкиот олимп магла. Лесно се демаскирате. Видливо е колку сте лажеле за време на изборите и пред изборите. И окей, еве, размисли за ова. Ние ќе ти ја дадеме секоја помош и подршка. Јас со тебе ќе одам у кампања. Мене нека ме плюкаат. Странци, манци нека ме стават на црни листи. Сите ние. Безрезервно ќе те подржиме. Врати го името. Еве праша како, ти кажавме како. И тука мислам дека е доволно во оваа епизода. Сега да изразам едно чудење за односот на некои твои министри, кои што очигледно свесно и намерно со сериозни политички и секакви други последици по целата држава и нашиот народ влегуваат во кавга со соседите. Се разбира, се работи за Александар Николовски, вториот политички бог до тебе. Добро, не помал бог, нели? Зевс имало и други богови покрај него, за војната, за ова, за она, за животот, за смртта, за љубовта. Добро, не имам баш за тоа. Значи, малку е помал од тебе, ама е, нели, бог на политичкиот олимп, кој што ти не го искоментира, значи е договорен со тебе. Не внесе у една сериозна конфронтација, прво со Бугарија, а после и со Албанија, во текот само на прошлата недела,
затоа ќе коментираме и во тешки муабети, се надевам, во вторник. Но она што сакам овдека да го изанализираме се две видеа од истиот човек, твојот помал политички бог, само во различни периоди, сега и пред да дојдете на власт. И ќе видите уште еднаш и ти, и он, и сите што ќе гледате емисијата, дека сте лажеле и манипулирале, само за да дојдете во ситуација да седнете во фотели. Видете, јас имав избор кога станав министер. Изборот беше да бидам корумпиран и во исто време да бидам допадлив за Бугарија и за Европската Унија, или да бидам некорумпиран и да бидам отворен. Затоа што имаше обид за корупција и кај мене и премиерот, кажавме за таа работа. И имаше... Кажавте, ма не кажавте од кого? Корупција. Тоа се знае кај се Рековте дека 7 фирми има, знаете ли барем од прилика од која фирма е тоа? Кај што треба ќе кажем. Мислам дека доволно ја кажав. Да не се вадат утре дека сме кажале многу, па не може да се истражува нешто. Но Доброважно пријавено е тоа. Поголема пријава од тоа во јавност што го кажавме, не знам што има. Да кажам за изводливост. Добро. Значи, има поголема пријава. Ќе си отидете во институции. Бидејќи господине министер и помал политички бог на Мицковски или Зевс, има муабети дека, нели, се зборува низ чаршијата, дека имало некои снимки, дека обратно било, некој од вас побарал мито и така натаму. Ја викам дека тоа не е така, сачувај Боже, вие сте многу поштени. И токму ради тоа, бидејќи вие, како што изјавивте, сте избрале да бидете некорумпиран, а ако сте биле корумпиран, ќе сте биле добри за Бугарија, но и за Европска Унија. Со што вие имплицирате дека, ајде, окей, бугарите не ги сакаме, ама дека и Европска Унија е корумпирана, само вие сте чисти. Па затоа велам, има некои што велат дека и обратно е, и затоа треба вие лепо фино да отидете да си пријавите и да кажете кој бил во официјалните државни институции. Затоа што ова, вака што го правите, не е ништо друго од креирање на лажен наратив и манипулирање на јавноста. А дека сте манипулирале со јавноста, и во случајот на конфликтот со Бугарија, многу пластично ќе го дебункираме, демаскираме со наредното видео. Па ќе да објасниме и ќе завршиме оваа комична, трагикомична, или кој што вика Мицковски, трагична комедија, трагикомична епизода. Погледajte што и како за корумпираната Бугарија и Борисов, кој што го прозивате, сте говореле или како сте се однесувале со телесниот јазик во моменти пред да дојдете на власт и без да знаете дека ве снимаат и дека ќе биде објавена снимката. Значи, за да ја заокружиме оваа епизода, да погледаме пред да заратите со сите, пред да се качите на политичкиот олимп и, нели, пред да дојдете во позиција, какви сте биле кога сте разговарале со истите тие луѓе, само има една разлика. Сте мислеле дека никој не ве снима. Многу ми е важно да знам нашата сестринска партија какво мисли за Северна Македонија. Мислам дека тука не треба да има дилема. Ние уште во 91-та година, практично на првиот конгрес, си казахме нашите... Приказахме. Практично политики кои што ќе идат. Тоа е НАТО и Европейскиот съюз, за разлика од Европейскиот съюз, комунистите, сега се социјалдемократи, кои што уште се колнеа и во Белград и во Москва. Така што мислам дека тука не треба никој ниту да има дилема, ниту па некогаш имало дилема. Јас сум човек кој што бил стипендист на италијанска влада. Сум поминал таму магистратурата и докторат во Германија, стипендист на германска влада. Италијанско-германски џак. Така што мислам дека тука немаме никаква дилема.
Значи немаме дилема дека Пинчо е исто. е тоа што е. Соединените американски држави, Владко е жене за американка. Американец. Александар не е, ама е вториот брат. Долго време е бил во Страсбург, во Советна Европа. Така да тука не треба да имате никаква, нити па некој треба да има никаква. Така, По тој въпрос. правиме по таа тема. Вие подкрепяте ли договора за България? Подкрепите ли договора? България и вече Северна Македония. Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двете части, и за едни и за други части, и за Македонија и за Българија, ние подкрепиме. И тука исто така не треба да имате проблем. Това е много важно да го знаеме, да се чуе ясно, че от демокрацията не се знае утре кой ще спечели в Северна Македония. Ние знаеме. Ние знаеме. Дали социалистите? Ние знаеме кој ќе спечели. А вие знаете кој ќе спечели. Ова, драги гледачи, се луѓето кои што денеска зборуваат против Бојко. Ацо збори против Бојко, а таму се крши на средбата со него, затоа што прво не се дојдени на власт и второ мисла дека нема да излезе снимката. Ацо спомнува за некакви корупции на Бојко, дека он, бидејќи нели он не е корумпиран, он не е одговара на Бугарија и на Европа. Меѓутоа треба една работа да знае. Корупцијскиот скандал кој што Ацо го спомнува е 4 месеци пред оваа средба, кога они како опозиција седнуваат со Бојко и се клештат и се примерни и се објаснуваат кој кај бил у Советна Европа, у Англија, Британија, Германија, Италија. Никој не кажа дека е од Македонија од нив. Тоа се вашите нови политички богови. Луѓе кои што мислат дека можат да ве манипулираат, затоа што ве подценуваат, затоа што не мислат дека имате критичка моќ на расудување, кое што е на ниво да ова ѓубре што ви го сервираат би можело кај вас да створи отпор и да ги провалите, односно да сватите дека ве лажат, ве манипулираат, со една единствена цел да се доберат до фотелите. Тука предлагам да завршиме. Доволно е за оваа епизода. Ова не е ни одблиску се што можевме да ви прикажеме, затоа што глупостите се мултиплицираат со невидена брзина. Со ваквите интервјуа што ги прават, па дури и наместени интервјуа, они се демаскираат. Станува видливо дека она што е зборено пред изборите и ова што го гледате сега е сосема различно и станува видливо дека намерно, свесно ве манипулирале само за да дојдат до вашиот глас. Дали сте сега задоволни? Ќе си одговорите секој сам на себе. А ја ќе ја завршам епизодата со истата реченица како и секогаш. Ова беше 60-та епизода Cyber Команда. Следете ме редовно, коментирајте, праќајте ги вашите размислувања, Infomax YouTube каналот, социјалните мрежи, запратите го мојот Facebook профил. Јас сум Филип Петровски. И никогаш не заборавајте. За се што ни се случува, виновни сме ние самите.